Ова е Сара. Секогаш е фокусирана да ги заврши многуте работни и домашни обврски. Секогаш себе си се става на последно место, но веќе е решена да почне да инвестира во себе. Има толку многу информации што не знае од каде да започне. Што да вежба? Да купи адекватна храна и додатоци за неа, да побара помош од професионалец. Има нешто што ќе инспирира и поттикне, а тоа е здрави навики на К1 телевизија. Добар ден, драги пријатели, добродојдовте у новава епизода од нашето шоу, она што денеска ќе зборуваме, односно ќе го зборува вашиот домаќин Јосиф Дамјанов, е една тема која што ги таргетира повозрастните луѓе, односно луѓето кои што можеби имаат над 40 години. Причината поради тоа е инспирацијата и мотивацијата која што ја добив од една особа која што спаѓа во оваа група на луѓе и која што ми кажа дека незиното е поминато и као дека сето тоа кој што го промовираме е нешто кое што треба да го прифатат исклучиво младите луѓе. И заклучив, односно низ разговорот подоцна заклучив дека практично огромен број на луѓе, повозрастни луѓе кои што можеби надминале 40 години имаат деца, фамилии, приоритети и они не си се важни и така натаму, си се прифатени и се оправдуваат со тоа дека они се во години и дека во тие години не може да се направи нешто повеќе и дека можеби ова сето е за млади и така натаму, но тоа е многу погрешно и е многу погрешен фактот дека со одминувањето на годините фиксно и неминовно ќе ви се покачи килажата или можеби ќе се јави и здравствен проблем и така натаму. Ќе расчистиме неколку работи. Прва и основна работа, со одминувањето на биолошките години не значи дека ќе се менуваат и метаболичките години. Тоа значи дека доколку јас стареам и доколку мојата возраст се зголемува, да, точно е дека ќе почне да се чувствуваат некакви промени во метаболизмот. И точно е дека на секоја декада, односно на 30 години, па на 40 и така натаму, ќе почнат да се работат метаболичките процеси побавно. Но факт и заблуда е дека на тоа не може да се влие. И дека како може да се влие, ја ви гарантирам дека човек на 50 години може да изгледа и поздраво од човек на 20 години. И подобро, и повитално, и поенергично. И тоа повторно зависи од горивото кое што му го даваме на нашето тело и начинот на живот, односно колку можеби ние сме активни или пасивни во своето секојдневие. Што сакам со ова да ви инспирирам и да ви кажам дека можеби тоа што за 10% ќе се намали брзината на вашиот метаболизам после 30-та година, за следни 10% после 40-та, после 50-та и така натаму, да ќе придонесе да можеби ќе треба малку поголем труд за да го убрзате вашиот метаболизам. Но од друга страна, со одминувањето на годините, со одминувањето на 40-50 година, вашето тело стекнува многу поголемо животно искуство и тоа во превод значи дека многу побрзо и поквалитетно може би да изгради нова крв, може да изгради нова и поздрава мускулна маса, поквалитетна мускулна маса, а таа поквалитетна мускулна маса ќе придонесе за метаболизмот да се убрза, така да немојте да живеете и да се оправдувате во приказната дека моето помина, имам многу години, не можам сега да живеам како можеби млад човек и да сум енергичен и да сум здрав. Тотално погрешно, не се секирајте за тоа колку години имате, секирајте се како живеете во годините кои што ги имате и секирајте се за какви навики имате во времето во кое што ни е дадено. Бидејќи јас знам дека и да сте 70 години денеска, ќе ви биде многу поважно да можеби бидете корисни на вашите внуци, деца и така натаму, отколку да барате корист од вашите внуци и деца, а тоа не се подразбира и не лежи на судбината и на тоа што ви е пишано, туку исклучиво лежи во тоа какви навики сте имале во текот на вашиот живот и каква судбина и што вие сте си пишувале на самите себе. Се надам дека сите овие можеби поостри, погруби зборови ќе ви помогнат да го промените овој став и да се инспирирате да размислувате во друга насока, а до следната епизода очекувам и некаков фидбек. Ви давам благодарност, се гледаме во следна епизода и останете ми со добри и квалитетни животни навики. Чао, чао!